На денешен ден, во 1307 година, швајцарските кантони прогласиле дека не ја признаваат хабсбуршката власт, што подоцна било почеток на швајцарската држава. На овој датум во 1650 година роден е англискиот крал Вилијам III, кој во текот на владењето од 1689 до 1702 година ја зацврстил кралската власт и ја јакнел економијата и капиталистичките структури. На овој датум во 1847 година умрел германскиот композитор Феликс Менделсон, основач на конзерваториумот во Лајпциг и познат романтик. Во 1840 година како пианист Менделсон дебитирал на 9 години. Првата симфонија ја напишал на 15, а мајсторското дело за сонот на летната ноќ на 16 години. На овој датум во 1890 година во Лондон била отворена првата подземна железница во светот, метро. На овој датум во 1918 година силите на Антантата се согласиле со условите за капитулација на Германија, засновани на 14 точки на претседателот Вудро Вилсон. На денешен ден во 1921 година јапонскиот премиер Такаши Хар бил убиен во атентат. На овој датум во 1922 година во долината на кралевите кај Луксор археологот Хауард Картер го открил гробот на фараонот Тутанкамон. На денешен ден во 1931 година Лигата на народите ја обвинила Јапонија за агресија врз Манџурија, а земјата ја напушти организацијата во 1933 година. На овој датум во 1944 година единиците на Народно-ослободителната војска на Македонија го ослободиле градот Битола по повеќедневни борби. На денешен ден во 1946 година основана е УНЕСКО за решавање на проблемите со образованието, а подоцна и за заштита на културното и историското наследство. На овој датум во 1952 година републиканецот Двајт Ајзенхауер победил на претседателските избори во САД. На денешен ден во 1956 година советската армија ја задушила буната во Унгарија, а Јанош Кадар станал премиер. На овој датум во 1966 година Италија ја погодиле најголемите поплави во незината историја, а Фиренца претрпела огромни штети на културното богатство. На денешен ден во 1979 година исламски студенти ја окупирале амбасадата на САД во Техеран и држале 52 заложници 444 дена, барајќи екстрадиција на шахот Реза Пахлави. На овој датум во 1980 година републиканецот Роналд Реган бил избран за претседател на САД. На овој датум во 1995 година израелскиот премиер Јицак Рабин бил убиен додека го напуштал мировниот митинг во Тел Авив. На овој датум во 2004 година Соединетите Американски држави ја признаа Република Македонија под уставното име. На овој датум во 2016 година починал францускиот композитор Жан-Жак Пери, пионер на електронската музика, познат по соработката со Гершон Кингсли и создавањето на албуми и джинглови за Дизниленд и ТВ серии.